А финансирањето на правосудството беше една од темите на Собраниската комисија за предлог буџетот за следната година. Министерката Гордана Димитриевска-Кочовска пред матичната комисија кажа дека вака скроен буџетот ќе обезбедел стабилност и раст. Со слика во живо одиме пред собранието. Сандра Спасовска е таму. Сандра, добар ден, ни повели да чуеме како тече расправата. Добар ден, Борче. Да, така денеска точно напладне во 12 часот со околу 200 поднесени амандмани започна комисиската расправа за предлог буџетот за 2026 година. Според проекциите на Министерството за финансии, државата планира во државната каса следната година да собере 6, а да потроши 6,73 милиарди евра. Буџетскиот дефицит според проекциите би изнесувал 3,5% од БДП или 637 милиони евра, што е приближно колку што се проектирани капиталните проекти, чиј износ со новиот буџет ќе изнесува 659 милиони евра. Во експозето Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска уште еднаш повтори дека целта на владата е фискална консолидација и токму тоа се случува со овој нов буџет и вели дека буџетот испраќа порака, економска порака за стабилност и развој на државата. Во продолжение предлагам да слушнеме дел од нејзиното обраќање на кое беше на самиот почеток на комисиската расправа. Секој денар од народните пари е планиран со цел да обезбеди максимален ефект за граѓаните и економијата при строго почитување на буџетските лимити и со цел да се постигне намалување на буџетскиот дефицит и постепено усогласување со фискалното правило од 3%. Буџетот за 2026 година е планиран како консолидиран и реален инструмент за одговорно управување со јавните финансии со одржливо ниво на буџетски дефицит и јавен долг. Во текот на наредната година владата ќе продолжи со строга контрола на преземање нови обврски и ќе ги следи буџетските принципи на економичност и ефикасност, истовремено обезбедувајќи услови за нови вработувања во согласност со буџетските можности. Со предлогот особен акцент е ставен на подобра наплата на сопствените приходи од страна на буџетските корисници, рационално користење на јавните средства, како и навремено и реално планирање на капиталните расходи. Да, на самиот почеток на комисиската расправа, веднаш по обраќањето на министерката, се обратија и дел од представници на институциите, кои што посочија дека овој буџет, со овој буџет повторно државата им ги крати средствата и побараат да се преразгледа и да бидат донесени измени за прераспределба на буџетите. В своје обраќање имаше републичкиот јавен обвинител Љупчо Куцевски, заменик народниот правобранител, председателот на Фискалниот совет. Во продолжение предлагам да ги слушнеме изјавите на Куцевски и Илберт Руфати. Морам да укажам на крајно тешката состојба во која сме доведени како институција. Многу пати сум кажал и мислам дека веќе сите знаат дека работиме со едва 1/3 од потребниот број вработени во јавно-обвинителската служба. Меѓутоа, има еден податок што уште повеќе загрижува. Од почеток на 2024 година до денес, значи помалку од 2 години, имаме одлив од над 10% од вработени кои се заминуваат по различни основи. Тоа се околу 40 на вработени. Во истиот период не ни одобрено ниту едно ново вработување, па дури ни пополнување на овие испразнети места. Ниту едно вработување во службата не ни одобрено ни за следната 2026 година, па очекуваме бројот на вработени дополнително да се намали. Се надевам дека ќе има измена во буџетот и одредени парични средства ќе ни бидат доделени. За нас ни преостанува да го кренеме прашањето на едно повисоко ниво, да информираме јавноста и меѓународната заедница за овој дискриминаторски однос на владата со кој по непознат клуч се одлучува за кои институции им се одобрува додаток од 30%, а на кој не. За да бидат испочитувани овие наши барања со предлог пресметката се бараше 119.631.000 денари, од кои одобрени се само 74.927.000 денари, односно 47 милиони денари помалку.
Во предлог буџетот инфлацијата за следната година е предвидено да изнесува 2,5%, и економскиот раст 3,8%. Беше дадена кратка пауза по обраќањата на министерката и на представниците на дел од институциите, пошто пред малку продолжи општата расправа по предлог буџетот за 2026 година, на која што од опозицијската СДСМ обвинија дека станува збор за, како што рекоа, окруиран развоен буџет. Во продолжение предлагам да ја слушнеме и изјавата на пратеникот од СДСМ Фатмир Битики. Со ваква основа, оптимистичката основа, буџетот за наредната година за кој денес почнуваме да водиме расправа, е само подготовка или предговор за новиот ребаланс кој што наскоро ќе го имаме веќе во почетокот на следната година. Кога буџетското тежиште е поставено на ваква нестабилна основа, тогаш сценариото по кое ќе се движиме е познато, а тоа е дополнително задолжување или дополнително кратење на веќе скратените капитални расходи. Со буџетот за следната година се планира одржливо ниво на јавен долг, но и покрај тоа државата следната 2026 година ќе се задолжи со нова еврообврзница од 950 милиони евра и комбинирано задолжување на домашниот и странскиот пазар од уште околу 700 милиони евра. Меѓутоа, како што посочија надлежните, овие нови задолжувања се за да се вратат старите обврски. Во проекциите средствата за социјални трансфери споредбено со годинава се зголемуваат за 6,7%, 7% повеќе се предвидени за исплата на плати, а речиси 10% повеќе се предвидени за исплата на пензии. Пленарната седница, секако по завршување на комисиската расправа, е според најавите предвидено да се одржи на 9 декември. Студија. Ти благодарам. Сандра Спасовска во живо пред собранието за комисиската расправа за предлог буџетот.